Искрено да ви кажам, јас имав договор со Баја Маре, меѓутоа Баја Маре се наоѓа во тешка економска состојба, значи имаат доста проблем со пари. Јас во мај месец разговарав со претседателот на клубот и он ми даде до знаење дека ќе биде тешко оваа сезона и јас не сакав да го прифатам тој, едноставно ние се разделивме пријателски. Бузал беше клуб што веќе ме бара 3 години поред и они кога слушна дека сум слободен играч, одма ми се јавија и се договоривме буквално за 3 дена. И така се деси да дојдам ја во Глорија Бузал. Точно, ние сме екипа од 23 играчи. Нашите амбиции се секако во Романска лига да бидеме измеѓу првите 5. Меѓутоа во Европски куп сакаме да стигнеме до групи. Тоа е првата цел, па понатака што ќе биде. Да, понатака што ќе биде, не знаеме, ќе видиме. Точно, јас сум особа која што првенствено, јас ако не се осеќам добро во репрезентација или во екипа или без разлика, јас одлучувам да се повлечам некој период, да се смирам и можда некои луѓе ме искритикуваа, некои луѓе ми поддржаа, меѓутоа после тој собир месец дена долго размислував, значи дали да се вратам или не. Овој пат се вратив само ради директорот Левче Китевски. Он ми се јави. Он ми вети дека многу работи ќе се променат и можам да кажам дека до сега стварно има некои промени, но меѓутоа во 3 дена не можеме да видиме колку све тоа ќе носи на добро или на лошо, али сакам да кажам неговото доаѓање во репрезентација се осети и се надевам дека тоа ќе ни помогне на нас да донесеме добри резултати. Па како да ви кажам, да, бев едно од најталентираните играчи во тој период на моја возраст од 18-19 години. Меѓутоа, кога јас си отидов од Македонија, отидов во Унгарија јас имав многу тешка сезона, јас многу се разочарав и во тој момент јас се откажав од ракомет и можеби таа година ме чинеше многу. Мислам дека изгубив многу таа година. Јас требаше многу повеќе да напредувам, а јас наместо да отидам горе, јас отидов неколку скали да потор. И ми требаше многу време да се вратам и ми е драго што не се откажав за секогаш, затоа што после неколку месеци сватив дека јас без ракомет не можам. И онда почнав полека да се вратам и со самото доаѓање во Романија више јас се осетив као да играм на тоа највисоко ниво на ракомет. Па да, искрено мислам дека Романската лига моментално е во најдобрите 3 лиги во свет и секоја година е све подобра и подобра, значи еве и оваа година дојдоа доста добри играчи и мислам дека квалитетот на ракомет е на големо ниво. Подобра системна работа, професионализам и едноставно ги поддржуваат младите, затоа што како што кажав претходно, јас бев доста талентиран и сега имам многу талентирани, но меѓутоа како идат годините, доаѓа до разочарување, доаѓа до многу фактори зашто некои се откажуваат, зашто некои не осеќаат дека можат многу повеќе, затоа јас би ги советувала сите тренери во Македонија да ги поддржуваат младите. Ние имаме ракометарки во репрезентација кои што стварно можат, значи имаат 18-19 години и више стварно покажуваат дека можат. Значи да ги поддржуваат, не да ги влечат надвор, него да ги гурат нагор. Оваа тетоважа е
фактички за мојот живот. Значи ова е приказна од мојот живот. Имам овде тетоважа што пишува Never a victim, forever a fighter, затоа што сум ја голем борец во животот. И имам уште неколку.